Како новинар имав неколку пати можност да посетам градови кои што се или кои што биле во војна. Пред околу години и пол бев во Киев да видам како градот функционира во војни услови. Бев во Сараево, во кое што во 90-тите години претрпе една навистина жестока војна и големи разорнувања. При сите овие посети доживував еден личен пораз, а тоа е што можев да видам дека во такви воени услови овие градови функционираат подобро, се почисти, поорганизирани од мојот роден град Скопје. Ќе го земам првен за пример Сараево, кој што во 90-тите години претрпе едни катаклизмички настани со многу жртви, со многу разорнувања, меѓутоа денеска кога ќе отидете во Сараево, тој е почист, поорганизиран, поурбан град од Скопје, така што во тие години на војна додека тој град се разорнуваше, ние во Скопје го имавме најдобриот ноќен живот на Балканот и можевме непречено во мирнодопски услови да се развиваме и да направиме нешто добро за нас. Исто беше и во Киев, кој што за време на војна беше далеку почист град од Скопје. Денеска сум во Вуковар, град кој што на почетокот на крвавиот распад на Југославија претрпе едно големо разорнување, практично не остана цигла на цигла што вели народот во градот. Меѓутоа погледнете како изгледа денеска. Градот е комплетно реновиран, полн контењер или дива депонија, тука е целосна мисловна именка. Фасадите се реновирани, зеленилото уредно. Државното знаме хрватско практично поставено на сите важни места. Практично ова е во центарот на градот. Можете да видите колку е се уредно, чисто, спокојно. Еве го и кеот. Во Скопје, знаете, мини урбана револуција моравме да кренеме на социјалните мрежи да се исчисти. Мене ми е криво заради тоа што ние во Скопје имавме многу долго време на рад, што се вели, да направиме нешто со себе и што направивме, додека овие народи тука војува и се борува за своето, ние бевме привилегирани за наша среќа и можевме да направиме од нашата држава прекрасно место. Меѓутоа, после 30 и кусур години, сега можеме само да сонуваме за толку чист град како што е да речеме Вуковар или Сараево или Киев. И практично станавме многу назад во споредба со нив. И на клубите нема шкртаници, односно нема никакво ѓубре, се е чисто уредно. Ништо луксузно, ништо спектакуларно. Само одржувано, ништо повеќе. Вака изгледат градови кои што се сакани. Што кажав, има и делови кои што се уште не се обновени и сведочат за војната, исто во центарот на градот. Погледнете. Тие дупки што изгледате се од куршуми. Остаток од војните 91-92. И уште една таква зграда уништена во војната, оставена како туристичка атракција. Меѓутоа, од другата страна на улицата, погледнете ги фасадите. Не висат клима уреди со црева, нема реклами, нема кладилници, нема брзи кредити, нема коцкарници, нема преполни контењери. Добро, и ова го најдов да бидам искрен, меѓутоа ова не е правило, туку е исклучок. Сепак барам елементарна пристојност. Коритото на река во град со 20-23 жители и споредете го со тоа во Скопје. Додека во Скопје се молиме буквално да се офарбат пешачките премини, на многу места тие се безбедни. Во Вуковар, поствоен град, на периферијата на Хрватска, самите пешачки премини се обележени со LED диоди кои што светат така што да можат да бидат пешаците да бидат безбедни. Едноставно се гледа дека луѓето тука си го почитуваат, искрено си го сакаат градот, а и тие што раководат со него. И покрај тоа што има овој град многу тешка судбина, очигледно љубовта за убавото и за нивното е многу поголема и поради тоа Вуковар има таква трансформација. Така што можеме и од хрватите нешто да научиме за тоа како се сака и како се почитува своето.